Почитувани граѓани, почитувани медиуми, додека граѓаните секој ден се борат со растечки цени, инфлацијата и намалена куповна моќ, за владата на Мицкоски приоритет не е животниот стандард на народот, туку личниот ќар на функционерите. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, годишната инфлација во месец мај е покачена и изнесува 3,3%. Месечната инфлација е покачена за 1,5%, највисока во текот на 2025 година. Тоа, почитувани, значи едно. Животот станува се поскап, а граѓаните живеат се потешко. Економските политики на Мицкоски се тотален дебакал. И наместо да преземе мерки да го заштити стандардот на граѓаните, да ги покачи платите на работниците, да ја покачи минималната плата, власта ги покачува платите, замислете, на функционерите. Одлуката веќе е објавена во службен весник на Република Македонија. Нема пари за плати на работниците, ама затоа има пари за повисоки плати на функционерите од власта, и тоа за 200 евра. Ова, почитувани, е срамно, ова е дрско, ова е безобразно. Мицкоски јавно ветуваше дека функционерските плати нема да се зголемат. Денес гледаме дека тоа е само уште едно од многуте негови лажни ветувања. И додека народот штеди на храна, штеди на лекови, штеди на сметки, функционерите на ВМРО ДПМН, влени знам, си тераат луксус со службени возила, со чартер летови, папаја, манго, а сега и со повисоки плати. Оваа влада нема ниту план, ниту елементарна емпатија. Има само интерес за себе, интерес за своите функционери. Сада сама веќе предупредуваше. Економијата оди надолу. Инфлацијата не е под контрола и ќе продолжи да расте доколку не се спроведат мерки и закони кои ги предложивме. Затоа денес, јавно и одговорно, бараме итна интервенција од владата. Конкретни мерки за заштита на куповната моќ на граѓаните. Да нема покачување на платите на функционерите. Граѓаните заслужуваат фер држава која ги штити, а не држава на привилегирани функционери.